генерално албанците, турците, србите се идентификуваат со името Македонија? Не, грешка. Мислам дека сите треба да се сложиме оти, мора да се промени името и мора да се направи тој компромис. Другите држави, другите народи се направија компромиси. Добро. Се полет. Извинете, добро, кратко, ако може. Да, ова беше ваша изјава од 18.6.2007 дека не треба да се промени името заради тоа што луѓето што живеат во Македонија, албанци, турци, срби, се идентификуваат со ова име Македонија. Ајде околу војната. Војна ќе има, велите, политиката на подценување на албанците води кон војна, преку ноќ ќе паднат две граници. Косово и Албанија, претпоставувам, ќе дојде до создавање на голема Албанија? Ете, си има политички речник и си има дипломатски речник. Ако дипломатскиот речник ви збори оти че има тензија, тоа значи дека ќе има тенсион на француски притисок. Секој организам кој живее под висок крвен притисок или ќе има инфаркт или нешто друго, шлог. Мислам дека целата ова фама со оваа војна е направена да се вниманието на граѓаните да се фокусира на друго место. Ние сме на праг на тотална дестабилизација на Македонија. Добра, околу војната да расчистиме. Прво, имаме блокирање на перспективата на Македонија. Значи, блокирање на процесите за интеграција. Значи, немаме надеж. Добро, второ имплицира автоматски тоа блокада, имплицира економска криза катастрофална. И трета, на праг ви е дестабилизација. Кога имате дестабилизација, кога имате терен позитивен за да се култивираат бактерии и вируси, не е важно какви вируси се нападат или какви бактерии. Добро, ја околу војната. Кој ви е планот за војната? Може ли да објасните? Како ќе се случи таа војна? Кој ги мобилизира албанците? Јас мислам дека погрешен пристап имате. Сите овие структури што сака да ми наметнат тоа, и јас си оправам војната грешка, адресата е погрешна. Нема вие, значи, да правите. Добро, кој ќе ја прави таа војна? 17 години се бавам со политика и никогаш не сум се занимавал со такви активности. Нормално ми оди на прилог на одредени структури на владата, да се заборави да имаме луѓе што се на власт сега, што играат улога на Добро, ова се ваши изјави. Каква врска имаат? Заменици премиери, клучни играчи во владата која направија војната. Уште еднаш ви повторувам, ако вие имате позитивно поле да се култивират или да се инфектират бактерии или вируси, не е важно какви бактерии ќе бидат тие или какви вируси. Видете, и должите на јавноста објаснување и образложение на овие ваши изјави. Кој ќе направи војна? И каде сте вие во тој план? Јас мислам дека добро ви објаснив до сега. Во тој план јас и ДПА сме во превентива на ваквите случаи. Од каде ви се тие информации дека ќе има војна? Зборувам од политички аспект, ја не сум директор на тајни служби, не сум ни агент. Јас имам визија, ги гледам политичките случувања и зборам од тој аспект. Добро. Ви се крева рейтингот. Ми кажавте пред емисијата дека имате дури 11 според некои анкети. Да бидам искрен и коректен, мислам дека главната причина зашто се крева рейтингот на Демократската партија на албанците е тоталното политичко осмртување, или како да кажувам, на дуи во владата. Више оние не се политички живи, само биолошки вегетират во таа влада. Не мислите дека со вашите воинствени изјави ги храните албанците за зголемување на рейтингот? Не. Освен што давате такви изјави, друго ништо не правите, вие не сте во парламентот. Рейтингот не е пораснат пред тие изјави што се однесува до парламентот. Вашите изјави постојано се воинствени и заканувачки. Не се сложувам со тоа. Тие изјави се употребуваат да се прикрие другата страна. Во парламентот нема да се вратиме, иако јас имам голема почит кон сугестиите што ги дава меѓународниот фактор. Зборував со нив лично, им реков оти ќе ги земам како озбилни сугестии. Но сепак мислам дека е недозволиво да се враќат пратениците на ДПА во тој парламент кој е главниот виновник на сета тоа
програмирана дискриминација што им се прави на албанците. Но како ќе се Не борите, чуете, но како ќе се борите за правата на албанците само преку изјави, празни зборови наместо дела? Вие знаете дека треба да влизате во парламентот. Не, нема да влеземе во парламентот. Политиката има широка палета на действување и демократијата. Јас мислам дека ДПА вешто ќе знае да ги искористи тие действувања во склоп на демократијата. Се сложувам оти, ја можеби не сум имал заслуги за некои албански дела, но никогаш не сум бил во делот на заслугите што ги имат овие што се на власт за македонски дела, а за албански дела никакви заслуги. Добро, 2007 се кулнавте дека ќе влезете во институциите, дека вас не ви е проблем да бидете во опозиција и дека ќе делувате во институциите. Постојано ги менувате ставовите. Точно, имате право тук. Точно, Да. точно се сложувам. Два пати ние бойкотиравме собрание и се вративме. Да не кажам под притисок, под сугестии на меѓународниот фактор на Соединените американски држави, на Европската И унија, владата ја на НАТО. напуштавте па се враќавте. Да, и НАТО. Но сега мислам дека со тој пат веќе готово расчистивме како ДПА. Се покажа како непродуктивен и сега нема да се враќаме во тој парламент и да ја легитимираме таа политика. Знаат ли Бериша и Хашим Тачи дека се подготвува рушење на нивните граници? Подготвени ли се за таа ваша војна за која говорите? Погрешен пристап имате и погрешни збори. Тоа се ваши зборови, не се мои збори. Зборови ваша војна. Мислам дека е погрешен пристап ако некој мисли дека ќе успее некоја влада така тврдо да ги контролира граѓаните. Не треба да се заборава од и албанците се едно, без обзир едно, дали некој сака тоа или не. Ние сме еден народ, имаме една култура, имаме еден идентитет. И имате се уште сон за голема Албанија. Зошто го имате тој сон? Тоа не е сон, тоа желба е на секој албанец. Мислам дека сите тие албанци што викат дека тие не го сакат тоа, или ве лажат, или не ја кажат Бериша и Хашим вистината. Тачи лажат? И оние имаат желба како Зошто? албанци, И но... они имаат желба Само да за завршам, голема да довршам. Албанија. Да, сите. Буквално секој албанец ја има тоа желба. Но ние ги направивме компромисите што треба да ги направиме како народ, да се оди напред. И навниот главен пат, единствен пат ние сега Европска унија и НАТО. И затоа ви зборам дека тие компромиси не се лесни. Господине Многу се Тачи, тешки. да. Во дебата во ТВ Клан, се сеќавате многу на таа дебата, имаше и дел од албанските интелектуалци, вие кога ве обвинија дека застапувате идејата за голема Албанија, ви рековте не е точно. Тоа беше октомври 2009. Ја ви зборам оти идејата е друга работа, желбата е друга работа. Политика не се прави со желба. Политика се прави со компромис. Ја најискрено ви зборам од таа желба секој албанец има да се. А проблемот на албанците, да, добро, дали проблемот на албанците во Македонија е СДСМ? Проблемот на албанците во Македонија е менталниот склоп, нажалост, на македонците кои... Генерално на македонците? Да, генерално. Иначе и на СДСМ и на ВМРО. Да, ви зборам искрено. Добро, тогаш да заклучиме, нема причина да влегувате во ниједна коалиција, ако СДСМ и ВМРО ви се проблем, во наидните евентуални избори, на евентуалната ваша победа. Да. Јас макотрпно работам да нашата партија освои политичката волја на албанците. Тогаш ќе бидам спремен за сериозен диалог и за сериозен компромис со било која партија која ќе победи од другата Но вели дека страна. македонците не се ги застапуваат интересите на албанците. Како тоа ќе се смени преку ноќ? Не го реков тоа, туку реков оти, на жалост, тој ментален склоп уште не е променет. Со животот со албанците никогаш не е сфатен сериозен. Да, ако не победите на изборите, што ќе се случи? Се знае, ќе се повлече. За секогаш од политиката? За секогаш. Добро. Бурката е неевропска. Се согласувате ли со Рашида Дати, поранешен министер за правда? На таа емисија на ТВ Клан исто така бевте обвинет дека не сте за Европа. Погледнете ги вашите жени, ви велеа, албанките, со марамите. Погледнете ги минарињата и џамиите како ирански ракети се. Во таква Европа ли сакате, ви викаа интелектуалците? Тоа се луѓе кои немаат точни информации. Затоа што несвесно си ја прават работата на ѓаволот. Албанците во Македонија се околу 99% муслимани. И тоа е дел од нивниот идентитет и од нивната култура. Но на другите што се муслимани во Македонија, сакам да ги кажам,
Кога се напаѓат албанците, се напаѓат поради албанството. Кога се напаѓат муслиманите во Македонија, пак поради албанството се напаѓат. Не се напаѓат поради муслиманството. И мислам дека апсолутно нема врска албанците во Македонија, макотрпно со многу жртви, со многу затвор, со многу крв и со многу солзи си го чува моментот на преродбаниците, нивните преродбаници. Ние немаме верски несогласувања, ние имаме етнички несогласувања внатре во Македонија. Вие лиете солзи за албанците. Земате плата од собранието се уште? Зошто не им ги дадете на платите секој месец што ги земате за оние албанци за кои леете солзи? Има сигурно